U imето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денешната евангелска перикопа ја содржи познатата приказка што Христос им ја раскажа на своите ученици. Таа приказка се однесува на Господарот, кој се решил да прави свадба за својот син и бидејќи бил многу богат и мокен, тој подготвил голема и богата трпеза и ги испратил слугите своји да ги поканат сите што тој однапред ги беше избрал и ги запишал на список. Но сите тие одбиле да дојдат на свадба. Потоа Господарот во истата таа парабола испратил други слуги со друг список за други луѓе да бидат поканити на свадбената трпеза. Но и тие, како и првите, одбиле, правдајќи се со обврски дома, со работите на ниви и со други безбројни оправданија, нам добро познати, бидејќи сите тие, речеси, дословно ги смислува и нашиот ум, кога не сакаме да го почуеме повикот на Господарот на сите господари, да дојдеме и да заседнеме на славската, свадбената трпеза, што Христос, животодавецот, нашиот распнат и воскреснат Бог, ја подготвува за сите нас. Бидејќи се било, струшки да се изразам, азар, спрем, поставен, а свадбената трпеза празна, Господарот ги замолил своите слуги да излезат по крстосниците и секого што ќе го видат, без оглед на тоа дали е црн или бел, добар или лош, сите безусловно да ги поканат на свадбената трпеза. И така свадбената трпеза се наполни. Но еден од дојдените на свадба бил необлечен, гол, нечист, неуреден, бидејќи не се облекол во свадбено руво, како што доликува да се облечеме кога одиме на таа голема свеченост. И тогаш Господарот заповедал тој човек да го станат и да го затворат во темница, каде што нема светлина и каде што забите човечки крцкаат од студ, од недостаток на божествена топлина. И недостаток на слобода се разбира, бидејќи затворот е символ за одземање на човечката слобода. Крајот на ова евангелска парабола, запишана во спомнетата евангелска перикопа, запишана од раката на светиот апостол Матеј, е многу важна. Кратка сентенца, но се опатна и важичка за сите.
Mnozina se povikani, a malcina se odbrani. Vidite, braćo, pod mnozina treba da se razberat site što nosat život. Veliki život što go nosat je darna živi od Bog. Nema postojenje tamo kada što Gospod ne dario život. Tamo kada što Bog ne dario život, vlade smrt. Tamo kada što Bog ne dario svetlina, vlade temnina. Tamo kada što Bog ne dario sloboda, carova ropstva. Ako ne postoji čovjek, vo istorijata na čovještvo i na svetu, koji što postoji, čije postojenje je darna živi od Boga, togaž ne postoji čovjek koji što ne je povikan na svadbenata trpeza. Site se. Site dojde. I niko ne može da kaže da je diskriminiran. Gledajte, v evangelskata parabola gospodar od koliko se trudi, u nekoliko navrati ispraća svojite slugi i prosto gi moli lugeto da učestvuva v radosta od svadbenoto dejanja. Ama malcina se izbra. Nekoj ke pomisli, дека тука станува збор за противречност. Од една страна мнозина се повикани, од друга страна малцина се избрани, па испаѓа дека оној што ги повикува лажно сите да присуствуваат на свадбената трпеза, бидејќи не сите од повиканите се избрани. Но ајде да се сетиме како постапија повиканите. Одбија да дојдат. Кој е виновен за недоаѓањето на свадбената трпеза? На света евхаристиската трпеза. Оној што одбива да дојде. Сите се повикани, ама малцина прифаќаат да дојдат. 20.000 стружани одбиваат да дојдат на свадбената трпеза. Само вас ве има овде. А процентуално колку сте споредени со жителите на нашиот град? А сиот град е повикан на таа трпеза. Само оние што го прифаќаат повикот се избраните. Тие се избрани. А изборот се врши слободно и со љубов. Господарот не примени методи на присила за поканетите да дојдат и да присуствуваат на свадбата на неговиот син. Туку повик, ако сакаш, дојди. Тоа е повикот што Господ не го упатува нам сите. Ако сакаш. Потоа свадбената трпеза се пополни со гости. А еден од присутните Господарот не го сметаше за достоен да остане на трпезата, бидејќи беше гол, нечист, недолично облечен за тој чин. Не се облекол во свадбено руб. Тоа е човекот кој што не сака да се преобрази себе си, имајќи го за мера животодавецот наш, Богочовекот Христос. Луѓето кои што не сакаат да се облечат во свадбено рубо, во свадбено одело, луѓето кои што не сакаат
сватбеното руво да го ткаат од конците на христијанските добродетели. Таквите прашање е дали го заслужува името човек, зашто човекот како битие Бог го создава неутрално, способно ем за добро, ем за зло. И гледајте, во таа можност за тој и таквиот избор се огледа нашата личностна слобода. Во таква една состојба на духот, повикот на Богочовекот Христос, ако сакаш да дојдеш на свадбената трпеза, дојди, одекнува силно. Само поробените, само извалканите, само нечистите, кои што од делото на својот живот го ткаат од конците на злото, не можат да го чујат повикот на животодавецот и спасителот наш Христос. Сите ние овде присутните го чувме тој повик и дојдеше. И плодовите на свадбената трпеза повеќето од нас ги прими. Се причестивме со телото и со крвта на Богочовекот Христос. Тие дарови и сите оние морални вредности што произлегуваат од тие дарови, треба да ги сведочиме со целиот наш живот и да им ги сведочиме на нашите браќа кои што не сакаат да се облечат во свадбено рубо. Гледајте колкава е нашата одговорност. Нашето присуство и нашиот живот во светата литургија не смее да престане и откако ќе заврши светата литургија. Откако ќе му се вратиме на светот. Во светот живеејќи, треба да ја живееме литургијата после светата литургија, како живи сведоци на живиот Бог. Амин. За многу Бог.